Интензивно се подготвува теренот за лидерска средба, партиските преговарачи продолжуваат со разговорите. Неофицијално напредок има. Денеска ги изнеле своите позиции. Се зборувало за прочистувањето на избирачкиот список, медиумите и датумот за избори. Без да откриваат детали, амбасадорите на САД и Европската унија во земјава само најавија средба и за утре. The talks will continue and it's up to the parties, of course, to decide how to move forward. And parties went back to their headquarters to consult, and we will continue tomorrow. Thanks. Подпредседателката на СДСМ Шекеринска по денешната средба рече дека е рано да се прогнозира за исходот од разговорите. Го повтори ставот на СДСМ дека без прочистен избирачки список и без реформи во медиумската сфера нема фери демократски избори. Сите партии ги соопштија своите ставови. Јас не сакам да зборувам за другите партии. Нашите ставови се јасни. Условите за кои што зборуваме и за кои што постигнавме договор пред една година мора да се исполнат. Чист избирачки список, медиумска реформа, која што ќе обезбеди шанса за фери демократски избори. Тоа се нашите цели, да немаме повторни одлагања, туку да имаме навистина исполнети услови кои ќе значат дека граѓаните одлучуваат, а не власта кој ќе носи одговорноста за Република Македонија. Од ВМРО-ДПМН велат дека простор за бегање веќе нема и колку и да се противи СДСМ и да измислува милион причини и пречки за пролонгирање на кризата, на крај е важно да бидат изведени на чистина, дека мора да се соочат со граѓаните на избори. Веќе нема ниту простор за манипулации, кои според се што видовме досега има единствена цел влегување во влада без легитимитет од граѓаните. Целта е на крај на процесот СДСМ да признае дека избирачкиот список е прочистен и да даде гаранција дека се створени услови за одржување на избори. Тоа ќе се случи порано или подоцна. Просторот за манипулација е се потесен. Знаат и оттаму дека режираните протести пропаѓаат и не го даваат ефектот и мора да се најде решение, потенцираат од партијата. Преговарачите од албанските партии не ги коментираа преговорите, само посочија дека е добро што се разговара. Очекувањата се дека до крајот на ова или на почетокот на идната недела лидерската четворка повторно би седнала на преговарачка маса.